Криминалот и корупцијата ја прекупираат јавноста. Во изминатава деценија се создаде амбиент со непишано правило. Ако крадеш, тоа да биде за многу пари. Со нив потоа можете да подмитувате, корумпирате, да ви застаруваат кривичните постапки, да се етаблирате во општеството без нормални или морални вредности. Во вулгаризацијата на казнената политика стана правило во затвор за 10 кебапи. За 10 милиони евра ќе се спогодите со обвинителството. Ќе се обидам во овие тези јавно да ги анализирам низ разговорот со вечерашниот соговорник. А за него или тој лично ќе каже: ако правото е љубов, адвокатурата е страст. Господине Јанура, дали ако како адвокат ја чувствувате и ја согледувате и можете да ја дешифрирате ерозијата на судско-обвинителскиот систем во државата во моментов, кој е можеби на најниско ниво денес? Па за жал тоа го чувствувам јас, го чувствуваат моите колеги адвокати, но мислам дека го чувствуваат и сите граѓани и целата јавност и дека си има потреба нешто да се смени. Што треба да се смени? Од каде да почнат реформите за кои долго време се зборува во јавноста, а и новата влада предводена од Мицковски вели дека мора да се направи сериозен рез во судско-обвинителскиот сектор? Па сега дали на таков начин со такви радикални промени и најави би вродиле плод, за тоа не сум баш сигурен, но сепак треба да постои систем каде што за судии ќе се избираат оние луѓе кои што ги содржат оние морални вредности, се носители на интегритет, но исто така и во судскиот совет, кој што е независно тело, што ја контролира и ја следи и мониторира работата на судиите, исто треба да постојат гаранции дека се избрани таквите личности. За да бидам, за наједноставно да бидам сватен, ако го анализираме точно терминот интегритет, што е една особина која што мора да ја има секој судија или член во судскиот совет, тоа значи да постои да има способност да се одбрани од било какви надворешни влијанија и од било какви внатрешни влијанија кои што самиот човек по себе си ги носи. И тогаш ќе биде целосно непристрасен и слободен во носење на своите одлуки. Во време на општ грабеж на растечкиот криминал на белите јакни се намалија казните, се скуси рокот за застарување, големите имиња стануваат недостапни за правда. Сега се најава нов кривичен законник. Дали ова е се во насока повторно за недостиг или недоверба во правната сигурност? Видете, ако конкретно го спомнавте измените на кривичниот законник, што беа доста критикувани во јавноста, конкретно за делото злоупотреба на службена положба и овластување, тие измени требаше да се направат, бидејќи навистина тоа дело беше со престроги казни. Но тајмингот кога тоа се направи, во моментот, раѓаше сомнение и несигурност кај граѓаните, и граѓаните имаат чувство дека токму тоа се прави со цел за одредени луѓе или политички елити да бидат спасени. Како во правото и постапките едно од начелата е индивидуализација, како е возможно толкаво шаренило во казните или изрекувањето на притворите? Па видете, секој случај си е сам по себе. И сите факти се анализираат заеднички и сам по себе, како и секој доказ. Така да не можеме да знаеме точно за тој постои индивидуализација, бидејќи не бил секој во секаква состојба под исти фактори, леснителни околности или отежителни и така натака. Така да разлику казните нормално е дека ќе има. Се зависи колку е добро образложено давањето на казната и незината висина. Нормално селективна правда воопшто не е правда, тоа се согласувам со вас. Но секој случај треба индивидуално да биде ценет. Актуелната власт пред СВМР ДПМН ги апострофира СДСМ и ДУИ за главни виновници за растечкиот криминал, корупција,
за ниската доверба во македонскиот правосуден систем, за спрегата меѓу политичките бизнис елити со суди и обвинители. Видете, секогаш партиите меѓу себе си ја префрлаат топката, но ние сме свесни дека откога ова е независна држава, тие проблеми секогаш се привлекуваа и таквите обвинувања од секогаш постоја. Но има ли решение? Има ли решение судиите да одолеат на притисоците, влијанијата? Па судиите треба да одолеат на тие притисоци и влијанија и ние треба да веруваме дека тие тоа и го прават. Тоа е предпоставката за тоа дека тие биле избрани да бидат суди, бидејќи ги поседуваат тие карактеристики, морални вредности и знаења. Но сепак, ако се случуваат премногу исклучоци, тоа значи дека е корозиран правниот систем. Премиерот Мицковски отвори широк фронт кон судскиот совет и советот на обвинители. Меѓу другото, дел од вашите колеги, но и правниците велат дека не треба или не може туку така да се прави радикален рез на овие тела кои именуваат и разрешуваат суди и обвинители. Но кој се би требало да учествува или да партиципира во судскиот совет и во советот на обвинители, доколку дојде до сериозна реформа во овие две тела? Веројатно ќе се согласите со мене, тоа е општо прифатено начело дека да постои слобода и владење во правото во едно демократско општество треба да постои реална и сериозна поделба на власта. Тоа значи дека треба да постои сосема независно судство, а за тоа да биде независно претпоставувам дека треба да постои на некој начин промени во самиот избор на судиите. Постоја идеи, например, во судскиот совет да се избираат само судиите од нивните редови, па после тоа испадна дека може да ги бира дел парламентот, дел председателот и така натаму, што представува одреден микс. Мене ми е само нејасно зошто во судскиот совет да не може и адвокатите да учествуваат при изборот на судии и да го даваат својот глас, бидејќи реално ние навистина сме сериозен фактор и реално ние најдобро знаеме кој судија колку вреди, како работи и така натака, бидејќи секојдневно се сретнуваме. Дали има спрега, дали има судско-адвокатска спрега? Судско-адвокатска спрега не смее да има. А дали постои или не постои, ако постојат сериозни индикатори, тоа е работа или на судскиот совет или на обвинителството. Последниот случај кој денови потоа што недела... Извинете, зборуваме за корупција. Спрегата е корупција, ако постои така. Затоа тоа ви го кажав. Зошто кај дел од вашите колеги, да не генерализираме, но кај дел од вашите колеги не може да се ослободат од тие влијанија, имајќи во предвид дека судиите се со доживотен мандат? Не знам на како мислите, на какви влијанија моите колеги да бидат изложени. Односно, судиите пред се мислев. Мислите судиите како не може да се одолеат од некои влијанија и фактори? Јас ќе кажам дека не треба да се генерализира. Повеќето судии се добри. Нормално сме се изненадували и се изненадуваме секојдневно во нашиот секојдневен живот, низ настаните, работите, случаите и така натака. Има многу работи што треба да се подобрат, но веројатно треба да постои. Предпоставам дека немаме доволно, како се вика, на checks and balances во нашиот систем. Проблемот е со изборот на судиите. Предпоставам, ако некој судија веќе се довел во ситуација да биде под било какво влијание, значи грешката била што тој воопшто бил избран да биде судија. Тоа значи дека погрешниот човек седи на тоа место. Зошто Академијата за суди и обвинители не беше имуна на непотизам? Зошто и по толку генерации на дипломци во Академијата судството и обвинителството го губат главниот институционален и човечки капацитет?
Па предпоставам дека тоа е мана на системот, некоја нерамнотежа, навистина еве се изненадивме и со последните случувања како може лица да членуваат и во советот, нели, во судскиот совет и во советот на академијата, па имаше реакции од антикорупцијската комисија, но ете гледате дека на крајот на криштата имаше добра реакција, дека почна некаков механизам да се случува и да работи. Како и да е, тоа што се случи е непријатно да се гледа и е недозволиво и, како да го кажеме, непринципиелно. Како вие, како адвокат, ги доживувате овие најави на премиерот Мицкоски дека више нема да се толерира ваквиот однос на судиите и обвинителите, дека мора да се сериозно да се влезе во битка со расчистување со оние кои го нарушуваат имиджот на ова судско-обвинителска фела? И генерално ниската доброва. Да, тоа што го изјавил премиерот, тоа е во агенда на секоја политичка партија кога доаѓа на власт, да направи промени кои што се суштински и ќе го подобрат судскиот систем и правниот систем воопшто, но за жал досега не видовме никакви резултати. Премиерот дал изјава, што ќе направи понатаму не знаеме, но да се надеваме дека ќе биде со добри резултати и дека промените ќе вродат некаков плод. Досега, ако се сеќавате на секое доаѓање на власта, имаше на почеток некакви смели изјави дека нешто ќе се направи, но на крај испадна дека тоа беше шминка и дека конкретно во мојата адвокатска фела ние сме биле зачудени како при промена на власта одредени имиња што постојат се уште обстанале. Така да предпоставувам дека секоја управна власт веројатно тежна е да ја контролира судската власт, но ако таа управна власт е доблесна, да функционира во насока на подобрување на целиот правен систем и искрена е во своите намери и најде прав начин тоа да го направи, тоа треба да биде на многу еден внимателен начин, многу сериозен, многу длабински. Сепак се надевам дека би вродило некаков плод. Дали се надевам дека ова не е само обично заплашување или притисок. Треба да биде реално подобрување на судскиот систем и работата на судиите и квалитетните суди да можат нормално да напредуваат, да бидат наградувани за своите успеси, зборам за тоа што добро си ја работат својата работа, да градат добри кариери, вистинските луѓе да бидат на правото место. Пред 8 години во Скопје е донесена пресуда за мобинг врз вработени во државната администрација. Вие ја водевте постапката по барање на вработен во една институција. Вознемирувањето на работно место е се почеста појава, што се поретко се пријавува. Зошто? Искрено да ви кажам, од кога се случи таа пресуда, пред 8 години, ако не се лажам, убаво кажавте, луѓето прилично се охрабрија и почна да водат постапки за мобинг. Предпоставам дека многу малци има донесено пресуди за мобинг. Таа пресуда првата беше ја што застапав, која излезе во јавноста. После тоа не знам уште колку се случило, но предпоставам дека може да се избројат на прсти. Не се во некој голем обем, такви се моите сознанија, тоа треба статистички да се провери и бидејќи досегашната пракса веројатно судовите не покажале многу големо сензибилитет на тоа прашање, многу одбиени тужби и така натаму, и предпоставам дека тоа ги обесхрабрува граѓаните. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас. Во овие 60 на минути имавте можност да следите 3 одвоени разговори. Најпрво во студиото на Трилинг беше универзитетскиот професор и екс-министер за финансии и поранешен спикер на собранието Никола Поповски. Потоа, почитуваниот адвокат Петро Јанура, како и оперската дива Весна Гиновска-Илкова. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте не на triling.mk.